Бројот секоја година кажуваме дека е се поголем, се надеваме секоја година дека ќе се намали, но за жал овие бројки се зголемуваат. Ова година отприлика за сите пакувања пакети 4 пати годишно што пакуваме, ова веќе е завршно за 2025 година. Станува збор за пожикните пакети, значи тие се повторно околу 200, над 200, малку над 200. Ако почнавме со некои 67, 8, 70 пакети на почетокот од нашето работење, значи таа бројка константно на секое пакување и секоја година се зголемува за жал. Еве, привршуваме со подготовките на божикните пакети, ќе почне дистрибуцијата на пакетите по семејствата. Во исто време се пакуваат и божикните пакетчиња за децата учесници на бадникарскиот концерт кој ни предстои на денот на Бадник. Значи активностите си течат, Елеуса работи постојано, секој ден исто си тече топлиот оброк, се дава топли оброци на луѓето корисници на оваа наша услуга. Нашите пријатели, секогаш имаме фирми пријатели кои редовно донираат за секоја подготовка на пакети. Се радуваме дека многу голем дел од граѓаните на нашата општина и на нашата епархија, значи станува збор за граѓани од околината на Дојран, Берово, Беровско, Пехчево, онаму каде што дистрибуираме пакети, значи граѓаните се вклучени во овие акции, сакаат, се јавуваат, пишуваат на нашата страна, бараат начин како да донесат нешто, да донираат нешто на своите браќи и сестри и да им го разубават овој Божик. Се очекува некаде повеќе од 200 дечиња да бидат вклучени, се подготвуваат некаде околу 400, затоа што 400 пакетчиња за бадникарскиот концерт, затоа што не само Струмица, значи и струмичките села се вклучени во ова празнување на дочекување на Христовото раѓање, значи за Бадник и селата, околните села каде што имаат подготвено поворки и таму ќе бидат поделени пакетчиња исто на тие дечиња. Да одговорам и на претходното прашање, него да одговорив, значи волонтери, имаме доста волонтери, значи секогаш за секое пакување од прилика над 20 на луѓе се вклучени во сето тоа, во смисла на пакување, подготвување, кога пристигнува храната, значи некој треба таа да ја симне од камионите, комбињата, да ја смести, да ја нареди. Потоа следува пакувањето, подготовката на кутиите, пакување на тие кутии, спремање. И на крајато станува исто подигањето на пакетите, ставање повторно на некое возило за транспорт и да се дистрибуираат тие пакети, значи сето тоа оди низ рацете на волонтерите на Елеуса. Ние добиваме информации генерално од свештениците од Струмичка епархија, значи луѓето кои што имаат потреба се пријавуваат кај својот локален свештеник, кажуваат кои се проблемите, ако не ги познаваат ќе им побараат документи, значи бараме луѓе кои што се навистина загрозени. Има луѓе кои што со текот на времето се снаоѓаат, ќе најдат работа, ќе почнат да застануваат на нозе, што се вели, тогаш го прекинуваме доделувањето на пакетите во таквите семејства, затоа што нормално нели се појавуваат други нови семејства каде што има проблеми, па се префрлаат пакетите таму. И оваа година, значи, сподели дел од својата трпеза, нахради гладен. Поставивме кошови во повеќе маркети низ Струмица и Струмичко и околината на Дојран, Николич, Стар Дојран и Нов Дојран. Таму веќе имаат шанса пак нашите граѓани, сограѓани, нашите поддржувачи да помогнат, односно да се вклучат во нашата акција на тој начин што ќе остават дел од својата трпеза, односно ќе купат нешто и ќе остават во тие кошови и овие производи потоа ние ќе ги собереме, ќе ги ставиме во магазин и ќе одат повторно во пакување на пакети.